Почитувани, согласно член 175, алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, имајќи го во предвид дека не се работи за сложен и обемен закон, се предлага Собранието да расправа по предлог на законот по скратена постапка. Предлог на законот за изменување и дополнување на законот за основното образование ги има истите цели и начела и основни решенија кои се опфатени со законот за основно образование. Предлогот закон за изменување и дополнување на законот за основното образование не предизвикува фискални импликации и не предизвикува материјални обврски за одделни субјекти. Средствата се обезбедени од републичкиот буџет. Со предлог законот за изменување и дополнување на законот за основното образование се врши усогласување со законот за административни службеници и се доуредуваат одредбите кои се однесуваат на оценките за поведението на ученикот, како и се уредува обврска и законски основ како преодна одредба за донесување на подзаконски акти со кои се регулира начинот на утврдувањето на општиот успех на ученикот, утврдување на оценката за поведение и начинот на полагање на оделенски испит, поправен испит и испитот за побрзо напредување на ученикот во основно училиште. Со членот 1 се врши допрецизирање во член 54, односно во став 3, зборот основното се заменува со зборовите доколку основното. Со членот 2 во членот 75 по став 4 се додава нов став 5 со кој се уредува основ за донесување на подзаконскиот акт за начинот на давање на пофалници и награди на учениците од основните училишта. Со членот 3 се врши усогласување со новиот закон за административни службеници, односно во член 81 во став 2 алинеја 4 се менува во насока дека ниво Г1 самостоен референт се следните работни места: технички секретар кој врши благајнички и други слични работи, благајник кој врши административни и слични работи, благајник, технички секретар и други. Со членот 4 во член 138 се врши пренумерација на постојните ставови и по постојниот став 15, кој станува став 14, се додаваат два нови ставови 15 и 16, кои регулираат дека ученикот се оценува и со оценка за поведение. Оценките за поведение се примерно, добро и незадоволително. Начинот на утврдување на општиот успех на ученикот и на оценката за поведение ги утврдува министерот на предлог на Биро за развој на образованието. Со членот 5 во членот 146 дава законски основ за донесување на подзаконски акт со кој се регулира начинот на полагањето на оделенскиот испит, поправниот испит и испитот за побрзо напредување на ученикот во основно училиште. Со членот 6 се врши усогласување со членот 104 од Законот за административни службеници. Со членот 7 се определува рокот за донесување на подзаконските акти предвидени со овој закон и со членот 8 се уредува влегување во сила на овој закон. Предлагам да го донесеме законот. Благодарам. И јас ви благодарам.